Фрапантно висока сума е исплатена од Солидарниот фонд за само еден месец. Во февруари, за покривање на погребалните трошоци за 2504 пензионери, исплатени се 709.000 евра. Сумата е меѓу највисоко исплатените досега и укажува на висока смртност кај оваа категорија на граѓани каква што досега немало. Во најкраткиот месец од годината, статистиката на ПИОМ покажува смрт на 2504 пензионери, од кои 1966 биле мажи, а останатите 538 жени. Најголема смртност има кај корисниците на старосна пензија, а најмала кај корисници на инвалидски пензии. Стои во месечниот извештај на фондот за ПИОМ. Податоците за смртноста на пензионерите покажуваат дека од почетокот на годината починати се вкупно 4243 пензионери, од кои 3355 мажи и 888 жени. Најголем број починати биле корисници на семејни пензии, додека најниска смртност е регистрирана кај жени корисници на семејни пензии. Само од почетокот на годината, од Солидарниот фонд се исплатени 1,4 милиони евра, што беше причина сумата која се издвојува за оваа намена да се зголеми, а исплатената сума да се намали. Нешто на што неодамна реагираа од Сдруженијето на пензионери инвалиди. Веќе цените на отпремнината е 150 и плюс тие 30, 180 денари. А последниот фонд намален од 30 на 25. Освен ова, за исплата на парите од Солидарниот фонд се чека и до 3 месеци, што за семејствата е предолго. Многу е. Многу е 3 месеци, да. Тоа е многу. Треба одма да се дадат. Трошковите се големи. За дел од поранешните раководства на Штипското Сдружение на пензионери, парите треба да се вратат од фондот во Сдруженијата, зашто така исплатата била и побрза и повисока. Порано кога беа тие фондови Сдруженијата на пензионери, прво кој ќе дојдеа веднага се исплаќаа тук. Меѓутоа сметаа дека кој знае колку пари се тие, Републиката ги зема. Парите беа во Сдруженијето на пензионерите и областениот благајник секој пат излеваше во сусрет на пензионерите додека дојдат во таква состојба. Мој предлог како пензионер, тие пари пак да се врнат во Сдруженијето на пензионерите. Инаку, во државата има 330.000 пензионери кои месечно во Солидарниот фонд уплаќаат околу 800.000 евра.